Вратете ги дома веднаш. Овие зборови ќе ве дочекаат на влезот на аеродромот Бен Гурион во Тел Авив, заедно со фотографиите на заложниците кои Хамас ги киднапираше на 7 октомври 2023. Од 251 во заложништво останаа 58, но според израелските власти се верува дека само 24 се уште живи, а останатите починати. Од нив 22 се израелски државјани, еден е на Тајван и еден заложник е од Непал. Преговорите за нивна испорака се уште траат, а според извори запознаени со преговорите, Хамас се уште размислува дали да прифати 60-дневно примирие, а за возврат да ослободи заложници и да испорача мртви тела. Хамас бара да бидат ослободени 1100 палестински затвореници. По 3-месечна пауза, дозволен е влез на камиони со помош во храна на територијата на Газа. Жолтите знамиња, балони и фотографиите на заложниците ќе ве пресретнат на секаде низ Израел, а особено во јужниот дел на земјата каде бригадите на Хамас извршија напад на цивилите на фестивалот Супернова за време на израелскиот празник и во кибуцот Квар Аза, но и градот со 33.000 жители Сдерот. Патот кој води до овој град е копниот 232, оддалече неколку километри од Газа, по кој утрото на 7 октомври во 6 часот и 28 минути терористите влегле во градот. Снимките кои ги виде светот беа морничави, а тие се уште се прикажуваат во дигиталниот центар на Израел во Сдерот, каде се и ликовите на сите заложници. Во минатото, Сдерот бил напаѓан од Хамас, но само со повремени ракетирања. Скривници има на секоја автобуска постојка, а така наречениот мамар или засолниште го имаат речиси сите во својот дом. Тоа утро сирените не престанувале да предупредуваат за напад, па жителите не биле свесни дека во нивниот град влегле 40 на терористи. Ова е снимка од камерите на влезот во Сдерот. Во автомобилот има семејство, мајка, татко и 2 деца. Во обид да ги спасат децата, убиени се родителите. По пукањето на влезот во градот нападната е полициската станица. 8 престилките, станицата е ракетирана. Загинале 53 луѓе, од кои 37 цивили. Но во Сдерот животот продолжува. Тоа е нивниот дом, велат тие, со надеж дека никогаш нема да се повтори 7 октомври, а на местото каде некогаш била полициската станица, подигнат е споменик. На 10 километри јужно од Сдерот е кибуцот Квар Аза. Тоа е една од најблиските точки населени со жители. Само 3 километри ги делат од Газа, која од кибуцот може да се види и со голо око. Кибуцот постои од 1951, кога се населиле првите еврејски жители, дојдени од Египет или Мароко. До масакрот на 7 октомври во него живееле 700. Сега е празен, речиси никој не се вратил дома. Животот во кибуцот е сличен како оној во социјализмот. Чен Амлер Котлер ни ја раскажа својата приказна. Родена е во кибуцот како втора генерација од семејството Армел. Овде има и градинка и училиште, а членовите на кибуцот сами ја произведуваат храната на фарми. Имаат фабрика за пластика, а кибуцот е еден од првите во Израел кој создал автоматизиран систем за наводнување на фармите. Со оглед на близината на Газа, каде живеат палестинци, во минатото многу често едните и другите ја поминувале линијата, работеле, купувале, се дружеле. Се до времето кога почнуваат повремени ракетирања на кибуцот. Чен, како сувенири, чува неколку остатоци од ракети во својот дом, од оние рачно изработени до посовремени. Секој кибуц има безбедносен тим, членови на заедницата кои се одговорни за заштита на нивните сожители. Во 6 часот и 29 минути кибуцот е нападнат со ракети од територијата на Газа. Дел од тимот за безбедност излегува надвор. Жителите брзаат да се засолнат, а неколкумина терористи со параглајдери слетуваат во кибуцот. 10 минути по гранатирањето заедно со стотици кои ја пробиваат железната ограда и со возила влегуваат во кибуцот. Че не била во тој момент во земјата, туку ке незината сестра во Португалија, но незиниот татко бил излезен во околината на кибуцот како и многумина кои тоа утро џогирале или возеле велосипед. Речиси сите тие се жртви на нападот, но за среќа незиниот татко е пронајден од еден од членовите на тимот за безбедност и засолнет. За жал многумина не успеале да се засолнат. Празните жолти столчиња се за оние кои треба да се вратат дома. Од кибуцот се киднапирани 19 мина, а убиени 62 жители.
двајца се уште во заложништво. Во овој дел од кибуцот кој беше нападнат на 7 октомври живееа млади луѓе. Оние кои сакале да бидат независни од своите родители. За жал, нападната кибуцот токму овде се најмногу разрушени куќи, најмногу уништени. Трагите од шрапнелите стојат под зидовите и вратите, но сликите на младите луѓе кои биле убиени или киднапирани се уште стојат на зидовите од нивните домови. Јавувањата за помош во најблиската база на Хал-Ос, која е на 800 метри од линијата со Газа, биле залудни, затоа што и базата била нападната во исто време. На само 1 километар од кибуцот каде што се случи страшниот терор, воздушна линија, може да се види Газа и чадот што доаѓа од таму. Бомбардирањата не сопира дури и кога ние бевме овде. Додека ова го снимавме, се чувствуваше мирисот на барут. Се гледаше прашината од бомбардирањата и татнежите од проектилите, кои речиси во секоја минута паѓаа врз територијата на Газа. Според западните медиуми, ноќта на 24 мај, израелските сили во нападите убиле 52, од кои 32 се цивили, сместени во училиште, кое служело како шелтер центар, меѓу кои и жени и деца. Според информациите од Палестинското министерство за здравство, досега се убиени 54.000 палестинци, од кои половината се жени и деца. Жолтите знамења се долж целиот пат кон местото на масакрот на Супернова фестивалот, каде 3500 млади луѓе се собраа за да се дружат и пеат славејќи мир за заедништво. И овде нападот почнал со гранатирање утрото околу 6:30 часот. Подосна влегуваат и милитантите. Младата Мазал со своите другарки се уште била будна, затоа што до утрото на сцената имало музика. Звуците од експлозии и пукање ги натерало илјадниците млади да трчаат, дел во засолништвата, дел во автомобилите. Во обид да се спасат, Мазел и незините другари се обиделе да излезат од ова место со автомобил, но без успех. Илјадници коли го заглавиле со обраќајот, па луѓето во страф и паника трчале низ полињата. Запалените автомобили ставени на едно место потсетуваат на случувањето на патот 232, од кој немало бегање. Меѓу стотиците автомобили на жртвите се и неколку возила на милитантите. Преправајќи се дека е мртва, со повреди на главата, Мазал успеала да преживее, но не и незините другари Јохан и Даниела. When our escape, and like I said, I was crying and everything, very scared, and he come to me like 3 or 4 times, and don't worry, Mazal, like I was in the idea, it's gonna be fine, and it's gonna come, and I was look in her eyes, and Местото каде некогаш била големата сцена, подиумот кој бил исполнет со игра и смеа, сега е расадник на млади дрвца. До секој има фотографија од загинатите. Млади лица со насмевки и нереализирани соништа. Во масакрот овде загинаа 344 млади луѓе и 34 полицајци. Киднапирани се 44. Тие се уште се на концерт. Околу 400 млади луѓе овде имаат своји фотографии, но не се само фотографии. Тие ги имаат историите, но и страшната смрт што ги погоди овде. Утрото кога заврши забавата, за жал, не ја слушаа повеќе рейв музиката, туку куршумите од терористите на Хамас. Наспроти нивните фотографии, се уште стои сцената од концертот на кој беа убиени. Неколку сцени се одигруваат и на плоштадот на уметноста во Тел Авив. Со големиот бројчани кои ги покажува деновите изминати во заложништво и пораките "Вратете ги дома веднаш", му пркосот на Министерството за одбрана на Израел затоа што се поставени спроти него. Создадено од волонтери и роднини на киднапираните и загинатите е символ на болката. Поставени се неколку инсталации посветени на оние кои не се вратиле. Најголемата инсталација е трпезата за шабат. На празните жолти столчиња се поставени сликите на сите 58 заложници. Секој има своја приказна. Постојано има луѓе, посетители, волонтери, роднини, уметници,
настани на кои се испраќа пораката до израелската влада да ги врати заложниците дома веднаш. Тунелот е копија на оној во кој се држани заложниците. Но како што велат волонтерите, овде надежта испишена и со букви е нешто што не ги напушта. From October 7 at 06:29 when the attack began and until now, and it is going up every second, and the idea is to convey a message of urgency. This is very urgent, they do not have time. И додека политичарите се договараат, цивилите страдаат. Израелците, погодени од болката нанесена на копниот 7 октомври од милитантите на Хамас. Палестинците, од постојаните борби кои се водат на територијата на Газа, која е речиси урната од секојдневните бомбардирања на израелските сили. Илјадници раце подадени кон храната, која по долги преговори за хуманитарен конвој влезе на територијата на Газа. Очени жители кои трчаат кон камионите со брашно кои ги дели хуманитарната фондација Газа, како нова агенција создадена од властите на САД и Израел по апелите на Обединетите нации, дека повеќе од 2 милиона луѓе страдаат од глад. Помошта која досега е стасана според експертите за храна едва ќе даде еден оборок во неколку дена за секој гладен палестинец. Нарекувајќи ја контроверзна оваа програма, Обединетите нации сметаат дека вака само се заобиколува начинот на вистинска достава на храна за цивилите. Од друга страна, има информации за ограбени магазини на Светската програма за храна, при што и неколку лица се убиени. Но сепак, дел од жителите успеа да го почувствуваат мирисот на леп во Газа, откако проработеа 4 пекарници за кои беше донесено брашно и газ. Се уште нема официјален одговор на Хамас за предлогот на САД за нов договор за прекин на огнот во Газа и ослободување на заложниците. Според Белата куќа, Израел го потпишал планот на американскиот представник Стив Витков, но засега има само неофицијални информации дека Хамас го отфрла. Според тој план, Хамас треба да предаде 10 живи заложници и телата на 18 мртви во 2 фази во замена на 60-дневен прекин на огнот и ослободување на палестинските затвореници во израелските затвори. За роднините на киднапираните нема компромис. Тоа е велат како да имаш 2 деца, па да решаваш кој е да остане живо, а кој е да го пратиш во смрт. Бараат сите заложници да бидат вратени дома. Дома се уште не се вратени околу 600.000 луѓе, кои поради судирите ја напуштија Газа. Никој нема одговор до кога ќе трае војната. Ова е реалноста на речиси секоја вечер во Тел Авив, сирените. Но жителите на овој модерен град веќе се навикнале на нив. Половина заминаа кон скрипниците, другите ги игнорираа. Пред да се слушне сирената, тие знаат дека имаат 2 минути за да се засолнат ако проектилот доаѓа од страната на Јемен, испален од хутите, а многу помалку време доколку доаѓа од Газа. И веруваат на железната завеса и останатите 3 противвоздушни одбранбени системи на Израел, кои ги уриваат проектилите на Хамас. Во овој град само сирените потсетуваат дека има војна. Плажите на зајди сонце се полни со млади. А во утрата, први се сурферите во брановитото море, оние кои джогираат или пливаат. Додека на само 70 километри од нив се војува.